Просечно луѓето ширум светот користат скоро 15.000 зборови во текот на денот. 75 од нив се пцовки. За споредба, тие зборови се скоро исто толку употребувани како зборовите ние или нашето. Иако овие бројки може драстично да варираат кај различни индивидуи поради нивната возраст, националност, занимање и слично. Кога ќе се удрите, пцуњето всушност може да ви ја намали болката. Направена е практична студија каде што им било кажано на поединци да ја стават раката во вода со мраз и да ја држат таму што е можно повеќе. На едната група е било дозволено да пцуе со зборови од нивен избор, а на другата група е било дозволено да кажува само нормални зборови со кои ќе контролира болката. Студијата покажала дека 75% од субјектите ја држале раката во вода подолго ако смеле да кажат некоја пцовка. Со други зборови се утврдило дека групата што смеела да пцуе издржала за 30-40 секунди подолго од групата што не смеела. Гестот на подигање на среден прст е користен дури од првиот век. Потекнува од античка Грција, каде се користи со цел да се понижи, исплаши или навреди личноста кон која е упатен, баш како што правиме и денес. Од тоа време овој потек се нарекувал катапугон, што буквално значи задник. Потоа во средниот век, средниот прст скоро и да го снемало затоа што тој потек се сметал за греф или кршење на верските морали. Но во 1886 година, бейсбол играчот Шулц Радборн го покажал средниот прст во тимската фотографија на Бостон Бинитерс. За брзо време многу американци почнале да го користат гестот навсекаде и така тој денес е познат како универзален знак што значи одјеви или епсе. Мажите и жените имаат различни навики кога станува збор за пцуење. Например, мажите многу почесто ги користат зборовите опи патер, срање и да ти мајката, додека жените најчесто ги преферираат зборовите кучка, ретардирани и заебано. Мажите скоро секогаш пцуваат повеќе од жените, но го намалуваат пцуењето кога жените се присутни. Додека кај жените ова е обратно затоа што докажано дека тие пцуваат почесто кога има мажи во нивната околина. Но вистинската разлика лежи во возраста каде што пцуењето е незастапено во тинеџерските години и се намалува со текот на времето. Има премногу одговори на прашањето зашто пцуеме. Например, пцуењето може да олесни болката како што кажаме претходно, а може да се користи за да нанесе психолошка реакција кај некој друг, или може да се користи во реченица за да направи нешто да изгледа посмешно, поубедливо или посериозно. Некои луѓе го гледаат пцуењето како недостаток на интелигенција, а исто толку луѓе тие што пцуат ги сметат за попаметни. Но најголемата причина од сите причините поради која скоро сите од нас пцуат е фактот дека не го сметаме пцуењето за сериозна работа. Тоа е дел од јазикот што го зборуваме, а може да биде и корисно, така да многу луѓе едноставно си велат зашто не.